Добри дојде на подкастот Зборувај македонски. Јас сум Марија и ти помагам подобро да го зборуваш македонскиот јазик. Во оваа подкаст епизода ќе зборувам за мотивацијата и дисциплината и како тие влијаат при твоето учење на македонскиот јазик. Мислам дека недоволно се зборува за мотивацијата и дисциплината и колку се важни при било која навика која сакаш да ја воведеш во твојот живот или некоја вештина која сакаш да усовршиш. Било да сакаш да тренираш, да се храниш здраво или да усовршиш некој јазик, на почетокот имаш голема мотивација. Тргнуваш мотивирано. А мотивацијата и волјата ти се на високо ниво. Толку се наоѓаат на високо ниво, дури имаш волја да работиш повеќе часови неделно. Може би и потново да читаш текстови на македонски по 2 часа неделно и без дисциплината можам да гарантирам дека оваа твоја мотивација ќе трае максимум 1 недела. На почетокот си многу возбудена поради напредокот, но прашањето тука е што се случува после 3-та и 4-та недела. Ако не си дисциплинирана во твоето усовршување, тешко дека ќе продолжиш понатаму. Или пак може би си од оние луѓе кои не започнуваат нешто додека не се мотивира. Или пак чекаш да се разбудиш еден ден и очекуваш дека ќе ти дојде мотивацијата и ќе почнеш да учиш македонски. Или пак го влечуваш учењето на македонскиот јазик со изговор дека тоа ќе се случи еден ден. Но реалноста е дека ние како човечки битија сме суштества кои активностите ги активираат од страна на нашите чувства, кои пак се креирани од нашите мисли. За тоа како нашите активности, односно делувања се активирани од чувствата и мислите во нашиот мозок, разбрав од еден подкаст кој го слушам од 2021 година, кој е на англиски јазик од една американка Брук Кастилјо. Ако повеќе те интересира оваа тема и знаеш англиски, ти го препорачувам нејзиниот подкаст The Life Coach School. Но да се вратам на темата. Дали може би тебе ти се има случајно да го учиш македонскиот јазик, односно да одиш на часови 2 пати неделно, редовно да ги завршуваш домашните задачи, да слушаш песни на македонски јазик и после 2 недели веќе забораваш да ја напишеш домашната задача. Редовно слушаш песни, читаш текстови. Следните 2 недели веќе го немаш ентузијазмот за одење на часови. Ке се случи да прескочиш некој час и си велиш себе си: сега кога прескочив 1-2 часа, не морам да одам и оваа недела. 5-та недела се прашуваш дали воопшто и вреди да се трудиш да го учиш македонскиот јазик, кога толку веќе часови имаш пропуштено. Но моето прашање е што ќе направиш после 4-та недела? Дали ќе се вратиш повторно на учењето на македонскиот јазик или ќе чекаш да добиеш мотивација? Остани до крајот на оваа епизода и дознај како да се мотивираш кога ќе изгубиш мотивација за учењето на македонски и како можеш да искористиш дисциплината во твоја полза. Она што не карактеризира како човечки суштества е дека еден ден сме мотивирани да работиме нешто, а веќе следната недела имаме мотивација да работиме сосема друга работа. Ќе ти кажам што правам јас кога ќе ми снема мотивација. Првата работа е да не зборувам лоши реченици кои се упатени кон себе. Да не бидам строга кон себе и да си велам: како можеше да изгубиш мотивацијата? Зошто дозволи да ја немаш мотивацијата и да истраеш во оваа активност? Зошто воопшто и почнал да ја усовршуваш оваа вештина кога не можеш да истраеш во истата? Такви реченици не зборувам кон себе, односно себе си, бидејќи ми даваат само негативно чувство и немаат никакво позитивно влијание на моите следни чекори. Прво што ќе направам е да си дадам време да се одморам од сите мисли и чувства.
И тогаш се потсетувам која е мојата главна цел за усовршување на оваа вештина. Дали таа ми треба за работа? Дали ми треба за моето здравје? Или пак нешто трето, што ми е многу важно во животот. Но она што сакам да обрнам внимание на дисциплината и колку таа ми има помогнато во животот. Мотивацијата е важна за започнување на некои нови активности, но дисциплината е уште поважна во истрајноста и во креирањето на резултати. Односно доаѓањето до целта која сме ја поставиле. Многу работи во животот имам направено токму наслонувајќи се на дисциплината. Во општеството влада едно мислење дека дисциплината значи мачење. И дека сите оние кои се дисциплинирани се мачат во животот. Но предностите на дисциплината ги спознав уште додека бев средно училиште и оттогаш се трудам тоа да го воведам на скоро секоја нова вештина која ја започнувам во животот. Првен сум реална. Односно одредувам реална цел која на вистина можам да исполнам и покрај другите обврски кои ги имам во животот. Не воведувам во својот распоред 3 часа дневно учење на француски јазик. Туку половина час дневно. Бирам да учам половина час дневно секој работен ден отколку 3 часа неделно, бидејќи знам дека мотивацијата ќе ми падне после 5-тиот ден сигурно. Дури некогаш кога имам многу обврски и тешко ми е да се натерам да учам француски, ќе се сетам дека е тоа само половина час дневно и дека ми е подобро да го сторам тоа отколку да прескочам. Колку и да ми се не ми се учи француски тој ден, се потсетувам дека ќе имам подобри резултати ако и денеска и утре тоа го сторам по половина час, отколку задутре да учам 2 часа. Тие разговори во мозокот ги сведувам на минимум. Не трошам енергија да преговарам со себе секој ден дали ќе учам или нема да учам. Туку само ќе погледнам во својот планер и знам, бидејќи одлучувам да бидам дисциплинирана и свесна на бенефитите од истата. Ова го имам воведено и при воведувањето на здрави навики во мојот живот, а особено со вежбањето. Во средно училиште имам време да одам во вежбалница да вежбам. Меѓутоа, кога тргнав на факултет, повеќе нема време за тоа. Бидејќи кога вежбам, се чувствувам убаво исполнето и на крајот на денот физички сум активна. Кога почнав да студирам, голем дел од денот и од слободното време ми одеше на обврските кон факултетот. А ако досега не сум споменала или пак си прв пат на мојот подкаст, јас имам завршено правен факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Јас тој факултет го запишав со желба да го учам и завршам. Но факт е дека ако сакаш да ги положиш сите испити во јунскиот или јануарскиот рок, зависни дали се работи за зимски или за летен семестар, потребно е навистина да вложиш време и енергија. Или што би кажале американците, it's time consuming. A long story short, да ја скратам приказната, сакам да кажам дека немав повеќе толку време во денот да одам во вежбалница и да барам начин, и тогаш барав начин како понатаму да бидам физички активна, а да не изгубам 1 до 2 часа на ден. Тогаш по препорака на сестра ми започнав да вежбам дома, бидејќи следејќи некои вежби од YouTube, и навистина тоа стана предизвик за мене, бидејќи тогаш се виде вистинската мотивација и дисциплина. Тогаш прв пат видов што значи мотивација, што дисциплина. Бидејќи кога се потпираш на самата себе, тогаш ќе видиш во која мера се достапни и мотивацијата и дисциплината во тебе. Доколку сакаш да ти помогнам подобро да го зборуваш македонскиот јазик, уште денеска, без да чекаш повторно да бидеш мотивирана, кликни на линкот кој се наоѓа во описот на оваа епизода
и закажи ја твојата прва консултација. Се радувам да те запознавам и те поздравувам до следното слушање.